Владата се откажа од планот за трансфер на вработените од јавниот во приватниот сектор како мерка за намалување на бројот на вработените во администрацијата. Оваа иницијатива, која во 2019 година ја започна тогашниот министер за информатичко општество Дамјан Манчевски, почна да се гаси по неговото заминување и именувањето на Јетон Шакири. Таков проект нема и во минатото имаше неколку иницијативи за тоа, но формално него го нема. Односно, немаме база на податоци каде што можеме да видиме кои се барањата на приватниот сектор за ние да испратиме луѓе од јавниот сектор. Изјави Шакири додека се уште беше во информатика. Сепак реално и дефинитивно сите иницијативи пропаднаа откако ниту еден вработен во јавната администрација ни за многу поголема плата не се откажа од државното столче. Од друга страна, проектот кој остана само на идеја, од синдикатот на јавната администрација го толкуваат на следниот начин. Секој граѓанин има уставно загарантирано право лично да избере работа и работно место. Се друго е кршење на ова право и не е во ниту една демократска и синдикална корелација, објасни од синдикатот. На овој начин во јавната администрација и понатаму на работа остануваат над 135.000 вработени, а приватниот сектор во очајна потрага по кадар кој на стопанството многу ќе му помогне. Од Асоцијацијата на работодавачи велат дека некогаш се нудат и двојно поголеми плати, но бројот на оние кои се одлучиле јавното да го заменат со приватното е исклучително мал.